Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, денеска информираме македонската јавност за уште една можна афера и злоупотреба при продажба на државното градежно неизградено земјиште. Во овој нов случај станува збор за продажба на 4 градежни парцели со вкупна површина од 18.649 метри квадратни во поранешна воена касарна Христијан Тодоровски Карпуш во Кумано. За оваа продажба постои основано сомнение дека министерот за транспорт и врски господинот Миле Јанакиевски постапил спротивно на законот и продал државно градежно неизградено земјиште спротивно на уредбата за висина на цена на градежното земјиште во собственост на Република Македонија. Парцелите се продадени на само едно физичко лице по цена од 71 денар по метар квадратен, иако согласно уредбата минималната почетна цена на земјиштето требало да биде 462,7 денари по метар квадратен. Имајќи го оваа во предвид, основани се сомневањата дека продажбата е направена по речиси 7 пати пониска цена од предвидената. Значи, државата, наместо да инкасира минимум 8,5 милиони денари, во овој случај за истото земјиште наплатила само 1.324.079 денари. Преседанот да биде уште поголем, вкупниот данок на промет на недвижност, кој што е платен при преносот на земјиштето од страна на купувачот, е двојно поголем од цената платена за земјиштето и изнесува 3.467.958 денари. Повеќе од јасно е дека државата има наплатено повеќе средства по основ на данок отколку по основ на продажба на земјиштето. Ова е нов пример на распродажба на државното земјиште во собственост на граѓаните на Република Македонија. Без оглед на тоа што јавното обвинителство досега се нема произнесено за претходниот случај, кој што веќе информиравме, ги повикуваме да постапат врз основа на овие сериозни индиции за сторено кривично дело од страна на министерот за транспорт и врски господинот Јанакиевски во делот на злоупотреба на службената должност и овластување.